Традиционално по повод 7 април, Светскиот ден на здравјето, Сдружение на дијабетичари Куманово редовно организира акции за бесплатно мерење на гликемија во крвта во соработка со медицинската струка при Техничкото училиште Наце Буѓони, на кој што во оваа прилика им благодариме затоа што секогаш се ангажирани и вклучени во нашите активности и со својот ангажман допринесуваат да што поголем број на луѓе измерат гликемија за да дознаат дали истата им е регулирана. Имаше краток прекид околу половина месец, ветија од Министерството за здравство дека од денеска, односно од утре, дека ќе се стабилизира состојбата и се надеваме дека така и ќе биде, затоа што имаме негативни искуства во изминатите години, се надеваме дека овој пат нема да биде така. Еве, медицинските лица велат дека посебно последиците од короната нааму се и кај помладото население е зголемена бројка, да не зборуваме за возрастните, така да веројатно со натамошното ангажирање наше ќе успееме да ги натераме луѓето да прават скрининг за дијабетес за да дознаат, затоа што голем дел од лицата и не се откриени затоа што не биле на преглед, токму за тоа и таа бројка е каква што е. Како и секоја година, така и оваа година, учениците од здравствена струка од ОСТУ Наце Буѓони има акција по повод 7 април, Денот на здравјето, така што секоја година, за да го одбележиме празникот, нашите ученици ги спремаме да мерат крвен притисок, да мерат шеќер, секако во соработка со Сдружение на дијабетичари Куманово. Оваа активност која што не е предвидена во склоп на прослава на овој ден, овие ученици ќе бидат тука во Соколанскиот парк од 11 часот, останатите ученици од 1 и 3 година имаат предавање во нашето училиште од страна на докторките кои што спремат. Се надевам ќе имаме успешна акција за да може да превенираме доколку дојде до покачен крвен притисок и до покачен шеќер. Исто така учениците се спремни со анкетни листови за да видиме колку од нашето население имаат хипертензија, колку имаат хипергликемија. Јас се надевам времето ќе не послужи денеска и ќе може правилно да ги завршиме сите активности кои што ги има.